Шутото Оризари е многу повеќе од улицата со пазарот и затворот. Населбата се развива, како и многу други урбани места. Еден начин да се гради е единствениот законски, со обезбедено одобрение. Другата опција е да се гради незаконски, а изграденото потоа да се легализира. Тоа го дозволи Законот за бесправно изградени објекти, според кој се што е изградено заклучно со март 2011 може да се легализира, ако се поднесе барање до 31 декември 2018. Тоа значи дека изграденото по март 2011 е дивоградба што нема шанси да се озакони. Но во Шуто Оризари откривме дека има и трет начин да се озакони незаконието. Под опрен глас, 360 степени доби информации, а потоа провери низ објекти од различен тип, кои се легализирани како да се изградени до 2011. Фактите кои ги утврдивме преку документи од катастарот и јавно достапните историски сателитски снимки од Google покажаа дека објектите никако не смеело да бидат легализирани оти се изградени далеку по март 2011. Крајниот датум до кога една дивоградба треба да е изградена за да може да биде легализирана. Овој комплекс од куќи се наоѓа на улица меѓу Шуто Оризари и Визбегова. На местото во 2011 година имало ливада. Парцелата е празна и следната и годината потоа. Првите објекти се појавуваат во 2014. Типските куќи кои доминираат денеска етапно почнуваат да се гледаат на сателитските снимки од октомври 2018. До декември истата година, кога истекува крајниот рок за поднесување барање за легализација, на терен има 2 куќи во фаза на карабина и една во изградба. Останатите ја пополнуваат парцелата во текот на 2021 година. Но според датумите на документите од катастарот, барањата за легализација биле поднесени пред да се изградат објектите. Например, барањето за легализација на објектите 8, 9 и 10 било поднесено на 24.12.2018 година, а во тој момент, како што покажавме, еден од нив бил само на темели. Куќите кои се појавиле подоцна се легализирани со барања кои, вели логиката, биле поднесени пред воопшто да почнат да се градат. Куќи се легализирали на друга локација, во близина на хотелот Бон-Бон. Таму во 2011 година ги нема двата објекта. Градбите според сателитските снимки се појавуваат многу подоцна, во 2018. Но според документите што општината ги доставила до катастарот, произлегува дека барањата за легализација се поднесени 7 години пред нивната изградба, во август и септември 2011. При тоа, едното решение за легализација го потпишал претходниот градоначалник Елвис Бајрам во 2017, а другото неговиот наследник Курто Дудуш во 2022. И за двете легализации е наведено дека се приложени сметки од ЕВН, како и нотарски изјави на барателите дека објектите се изградени пред март 2011. Истата приказна и со оваа градба. Парцелата била празна во 2011 година. Празна била и во декември 2018. Објект за прв пат се појавува на сателитските снимки од август 2019 година. Но во документите пишува дека барањето за легализација е поднесено на 30 март 2016 година. Во прилог на барањето имало изјава заверена на нотар од барателот на легализацијата од 10 март 2016 година, па и доказ, сметка од ЕВН Македонија и покрај тоа што, подсетуваме, локацијата била празна во 2011. Сепак, градоначалникот на Шуто Оризари Курто Дудуш на крајот на 2019 година ја легализира куќата како да е градена во законскиот рок. По истиот терк е изградена и легализирана и оваа бетонска база. Во 2011 е празна полјана, исто како во 2016. Дека нешто ќе се гради навестува чистењето на теренот дури во 2021. Бетонска база се појавува во март 2025. Но барање за легализација е заведено со датум од март 2016. Решението за легализација од февруари 2023, а и во овој пример е приложена сметка од ЕВН, како и нотарска изјава. Во близина на бетонската база има и повеќекатен објект, на кој на приземјето забележавме механичарска работилница. Овде парцелата е празна се до 2016. Објект се појавува во јануари 2017. Сепак на барањето за легализација стои датум од август 2011, а решението за легализација со потпис на Елвис Бајрам е од април 2017.
Наидовме на уште една градба, налик на автомобилска работилница. Сателитските снимки на Google направени во август 2011, 5 месеци по крајниот законски рок до кога некој објект требало да постои за да се побара негова легализација, покажуваат дека на плацот има стари возила. Во 2014 парцелата е чиста, а во следните 2 години повторно се полни со возила. Помалиот објект се појавува во август 2016, а поголемиот во август, но дури 2019. За двете градби наведено е дека барањето е поднесено во јануари 2016, а решението за легализација од септември 2023. Празна, во 2011 била и оваа парцела предвидена за складиште за старо железо. Таму објект никнува дури во ноември 2021 година. Но иако градба немало, на барањето за легализација стои јули 2018, а се легализирало на 30 септември 2021, пред во реалноста да биде готов објектот. Овој објект пак личи како да не е ниту дограден. Во 2011 земјиштето било празно. Парцелата се оградува дури во 2017, а есента истата година објектот почнува да се гради. Барањето за легализација од 2018, а постапката, проследена со сметка од ебона и нотарска изјава, завршила во април 2024. Сознанијата ги потврдивме преку вкрстување на сателитските снимки со податоците од Агенцијата за катастар на недвижности, откако побаравме увид и историски преглед на извршените запишувања на претходно споменатите парцели. Потоа, во општина Шуто Ризари, побаравме интервју со актуелниот градоначелник или писмени одговори. Не интересираше како се легализирани објекти кои се изградени по законски утврдениот рок, односно по март 2011 и како е можно да одобриле легализации на објекти кои не биле ниту почнати да се прават кога е побарана нивна легализација. Законот за постапување со бесправно изградени објекти изречно пропишува дека барателот е должен да достави изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност, со која се потврдува дека бесправно изградениот објект е изграден пред влегување на сила на законот, односно пред 3 март 2011 година. Оваа формулација значи дека законодавецот свесно ја поставил одговорноста за вистинитоста на фактите исклучиво кај барателот. Согласно начелото за законитост и доверба во исправите, општината е должна да ги цени овие изјави како регуларни и веродостојни докази, при што не располага со законски основ за навлегување во нивната фактичка основа, ниту за преиспитување на точноста на наводите содржани во нив, освен во случај на постоење на јасни и проверливи индиции за спротивното. Од општината велат дека легализацијата е комплексна постапка и решенијата може да се донесат и многу подоцна од како е побарана. Посочуваат и дека сателитски снимки од комерцијални интернет платформи не се докази допуштени во управна постапка. Се повикуваат наместени од владата од 16 февруари 2021 година. Општина Шуто Ризари не ги отфрла вашите наводи. Напротив, ги сметаме за корисна информација што може да укаже на евентуални злоупотреби од страна на поединци. Меѓутоа, како јавен орган, ние сме должни да постапуваме исклучиво во рамките на законските овластувања и согласно доказите што законот ги предвидува. Владата во 2021 година јасно стави до знаење дека Google Earth не е доказ за овие постапки и дека користењето на таков сервис, услуга, води кон нееднаква примена на законот. Општина Шуто Ризари го почитува овој став и доследно го применува. Она што можеме да го направиме и што јавно го ветуваме е следново. Доколку надлежните инспекции или обвинителството утврдат дека за некој објект е донесено решение врз основа на лажна документација, општината веднаш ќе постапи согласно членот 124 од Законот за општа управна постапка и ќе го огласи тоа решение за ништовно. Инаку, пред зградата на општина Шуто Ризари екипата на 360 степени беше дочекана од непознати лица, кои без да кажат кои се и кого представуваат, ни бараат дозвола за снимање, иако од јавна површина снимавме јавен објект. Види се, работам. Немој да работиш, трни ја камера, хајде. Значи знаеш дека ова е кривично дело. Добро, Така? трни, хајде. Другар, може да викнеме полиција? Може ли да викнем? Може, да. И ќе те тргна Тони. Пошто ја имам легитимација, е. Ако А по сакаш, кој налог? По кој налог ти зашто прес. снимате? Значи јас службено сум дојден. Кој е налог може зашто да да се тргнеш снимаш? од тука. А зошто да снимаш? Затоа што тоа ми е работа. И што е проблемот сега ако се снима општината? Извини, имате дозвола за тоа или? Дозвола не треба. Ова е јавна површина. Така?
и може МВР да се викне ако има некаков проблем Така? и они ќе го решат проблемот. Аха. Така. Откако телефонски реагиравме кај администрацијата, попречувачите се тргнаа. Законот за постапување со бесправно изградени објекти беше објавен во службен весник на 24 февруари 2011 година. Стапи на сила 8 дена подоцна. Во членот 2 став 2 јасно се вели дека легализацијата е можна само за објектите изградени до тој момент. Предмет на овој закон се бесправните објекти од ставот 1 на овој член, на кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите представуваат градежна и функционална целина. Колку ли пати временската машина свртела во шутка.